Голем број на граѓани веќе биле на магнетна резонанца, но голем број од нив можеби тек допрва ќе треба да отидат на магнетна резонанца заради одреден здравствен проблем. Сигурно она што ќе ги интересира гледачите е како се одвива процедурата за магнетна резонанца, како да се подготват пред самата постапка, но и од какво значење нели ќе биде апаратот за магнетна резонанца во оваа здравствена установа, но и општо нели за сите македонски пациенти. Токму на оваа тема во овие вести разговараме со директорката на клиниката за радиологија, доктор Надица Митревска. Најнапред добар ден и добро дојдовте во вестите на телевизија Нова. На почетокот, доктор, кажете ми што представува всушност магнетната резонанца, да им објасниме на гледачите и зошто се нарекува неизоставен дел од современата медицинска дијагностика. Магнетната резонанца е најсофистициран дијагностички метод кој што е појавен во последно време и без кој практично ни еден од докторите, било да се хируршките гранки, интернистичките, не можат без него. Тој ни е неопходен за поставување на точна дијагноза во предоперативната постапка, постоперативна, за следење на одредени онколошки процедури, така да во секој случај не изоставен дел во точната и правилна дијагностика. Неговата предност во однос на претходниот исто така добар и софистициран метод, тоа беше компјутеризираната томографија, се надополнува со тоа што дава многу повеќе прецизни детали за болесните процеси, многу повеќе рамнини во кои што може тоа ткиво да се детектира, дури добиваме и информации за хемискиот состав на патолошкиот процес, така да навистина тоа е број еден дијагностичка метода, која што плюс тоа нема зрачење, значи пациентите не се изложени на она познато радиолошко зрачење, рентгенско зрачење, кое што е штетно за здравите ткива и кое што доколку се повторува, значи може да има последици по здравиот организам. Така, кои да речеме болести може да се дијагностицираат со помош на овој апарат? Па скоро и да не постои, значи, орган или ткиво кој што не може да се дијагностицира, единствено малце е инфериорен во дијагностиката на белодробните болести, каде што се уште е компјутеризираната томографија, меѓутоа е супериорна во однос на дијагностицирање на неуроваскуларните болести, во дијагностицирање на мускулоскелетниот систем, зглобовите, затоа што тука дава одлична диференцијација меѓу меките ткива, масното ткиво, кое што претходно не бевме во можност да го видиме со компјутеризираната томографија. Значи, абдоменот, срцето исто така можеме да го прегледуваме, така да навистина е огромен диапазонот на органи, ткива, болести кои што може да се дијагностицираат. Вратната регија исто така е одлична и тоа е метода на избор во дијагностицирање на патолошки процеси, жлезди, паротиди, подјазични жлезди и така натаму.